Филозофскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи неделава се најде во фокусот на јавноста по откриените неправилности од страна на просветниот инспекторат, а министерката за образование и наука Весна Јаневска денеска најави дека ова е само почеток на процесот за воведување ред во високото образование. Според извештајот на Државниот просветен инспекторат од 2019 година на овој факултет, противзаконски се запишувале студенти на магистарски и докторски студии. Проблемот лежи во тоа што кандидатите доаѓале со завршени 3-годишни стручни студии кои според законот не дозволуваат директен премин на повисок циклус академски студии. 7 магистранти и 4 докторанти веќе добиле решенија за прекид на студиите. 8 лица веќе успеале да магистрираат, а Министерството допрва ќе одлучува дали нивните дипломи ќе бидат поништени. Многу брзо ќе слушнеме уште една многу покрупна неправилност која ќе изненади јавноста, предупреди Јаневска. Министерката нагласи дека в понеделник ќе бидат донесени конечните решенија по извештајот на Државниот просветен инспекторат. Таа изрази жалење за студентите, но порача дека одговорноста е поделена. Министерството и инспекторатот немаат избор, мора да постапуваат по законот. Студентите требало и самите да проверат каде се запишуваат, дали е виновна администрацијата или раководството, ќе утврдат органите, изјави Јаневска при посетата на стоматолошкиот факултет во Скопје.